треба да има неселективна правда. Тоа значи дека покрај оние лица кои што се опфатени со истрагата, 34 треба да се опфатат и сегашните функционери кои што во моментот на случување на нови трагичен настан ги извршува функциите во Министерството за внатрешни работи, во Бирото за јавна безбедност, дали се тоа во Кочани, дали е тоа во Штип, така да мислиме дека истрагата треба да се прошири. Не велиме дали се функционерите од една политичка партија или со друга политичка партија, едноставно велиме дека треба да има праведна, неселективна правда и дека треба да бидат сите опфатени со истрагата. Да. Навистина е невообичаено да во случај кога имате ваква трагедија не бидат прво повикани и истражени оние кои што се во моментот директно надлежни за безбедноста на државата, за безбедноста на објектот, за безбедноста на младите кои што таа вечер биле објектот. Ние не сакаме да го политизираме овој случај, мислам жално и трагично да се политизира ваквото нешто, меѓутоа сакаме да видиме дека навистина ќе бидат опфатени и оние кои што во моментот на трагедијата ги извршувале своите обврски, а не само оние кои што тоа го работеле пред година или пред 2 или пред 3.